И сега, еве ја врската, бидејќи многу пати, дури 95% од пациентките со зголемена телесна тежина и полицистични јајници, синдром на полицистични јајници, го имаат проблемот со инсулинска резистенција. Практично се поклопуваат. И никогаш не треба, ако имаме зголемена телесна тежина, синдром на полицистични јајници, никогаш не треба да се исклучува, впрочем, обавезно ако се провери нивото на инсулин, ќе се види дека според медицинската статистика и 95% од овие пациентки со зголемена телесна тежина и полицистични јајници имаат инсулинска резистенција. И ако не се препознае тој момент, ќе се вртиме во круг. Зошто? Зголемената телесна тежина ќе го покачи нивото на инсулинот. Покаченото ниво на инсулин ќе не тера да јадеме повеќе. Колку повеќе јадеме, толку повеќе ќе ја зголемиме телесната тежина. И тоа е тој маѓепсан круг на инсулинска резистенција, полицистични јајници, кој што настанува кај пациентките. И тоа може да даде после нарушување на фертилитетот, на плодноста, може да даде низа на компликации кои што понатаму и во случај на бременост може да доведе и до гестацијски дијабет. Сакав овој дел, хормонскиот дисбаланс е многу широка тема, меѓутоа јас денеска се задржав на инсулинот и на репродуктивните хормони нарушени кај жена. И тие се тие две работи кои што се вака врзани. И многу пати да се решава едното без да се допре другото е практично невозможно.